Значи се работи за еден голем проект кој што е меѓуграничен, кој што е поддржан од германските фондации DBU и Евронатур, а ние заедно тука локално со Македонското еколошко друштво, Центарот за едукација од ТРЦ и ние заедно бевме вклучени во тој проект со помали проекти и еве нашиот проект беше отворање на инфоцентар за Шарпланина, кој што во сабота канцеларијата во сабота на 16-ти во 18 часот ќе биде официјално отворена. Се работи за канцеларија која што името е инфоцентар за Шарпланина, но се работи за канцеларија која што ќе ги ајде да кажем сплоти сите засегнати страни кои што се во планинскиот туризам, во насока кои што работат во насока на развој на планинскиот туризам за Шарпланина. Тоа е идејата на оваа канцеларија, освен давањето на информации за сместувачки капацитети за планинарски тури, за каде што може секој кој што сака од туристите што ќе дојде на регионов да види. Имаме и еден дел кој што ќе биде продажба на сувенири, сувенири кои што се поврзани со планината и сувенири кои што се поврзани со градот и се она што го имаме, нели. Во сабота исто на 16-ти после отварањето на инфоцентарот имаме доста интересен настан кој што ќе се случи во Тетово, а е планинарски, наменски. Сите планинарски друштва од Тетово заедно со организаторите на ЕХО, филмскиот фестивал за планински филм, ќе организираме една ајде да кажем еден двојполчасовен дел од денот, односно навечер, кога ќе имаме представување на најдобрите филмови од ЕХО, кои што победиле во изминативе 2 години и каде што ние планинарските друштва од Тетово ќе имаме излагање, односно презентации на одредени теми. Така да еве тоа почнува, значи овој настан започнува официјално во 19:30, ќе биде во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец во големата сала. Сите кои што сакаат да ги погледнат овие филмови, ги поканувам. Програмата не е доста интересна, не е долга,